пазарот во Берово денеска тезгите беа преполни. Имаше од се по нешто, само луѓе немаше. Килограм пиперки можеше да се купи за 140 денари, патлиџан за 100 денари, краставиците чинеа 80 денари, додека овошето беше поевтино. Граѓаните на Берово најмногу купуваат овоше и салати, додека зеленчукот во овој период од годината за нив представува луксус. Тезгаџиите на Беровскиот пазар ги триеа рацете, но не од заработувачката како порано, туку од студеното и влажно време. Се жалат на слабата куповна моќ на беровчани, каде главен фактор е иселувањето и невработеноста, која е присутна насекаде низ државата, посебно во овој регион, па и многу повисоките цени на производите за кои влијание имаат климатските промени и поплавите од претходниот период. Народ занема Берово. Исели се народ и нема веќе. Се се купува, ама се помалку. Не малку, туку е многу повеќе. Народот го занема и нема кој да купува. А иначе роба се има, ама нема на кој да продава. Се зависи од народот. Кој има народ, има заработувачка. Кој нема народ, нема ништо. На времето се купуваше по еден топ. А са еден страх прас купи. Или ќе си купи еден лимон, а нема цело кило да купи. Или ќе земе половин кило прас ќе купи. Кажа, ќе земе 2-3 моркова, нема веќе кило да земе. Се е на половина. Се се троши, ама ќе земе по едно. Ќе земе едно авокадо. Секој сака да купува, да јаде, да пиеме, нема пари, не вработени. На моќта на граѓаните, на джебот, на финансиската страна. Многу поскапо. Дали е сега тоа од одвив на поплавите или нешто, многу се поскапо. Цената на јаволката се движи од 10 до 25 денари, значи екстра јаволка оди по 25 денари. Граѓаните на Берово многу слабо купуваат. Куповната моќ им е тотално слаба. Барат јаболка од 10-15 денари, а од 25 многу малку троши. А далеку сме дојдени дури од Охрид. Па најверојатно немаат пари, не знам. Граѓаните моментално зимаат поевтин порокал, има 3 кила за 100 денара, краставичка нешто почна малку да паде и она. Оно е се скапо, другото е се скапо. Овошето моментално и зеленчуга се многу скапи. Това е било на времето кога имаше народо пара, излазеше, пазаруваше. Убаво беше за сите. А сега нема гледаш Берово како пазар испаднаат, слаб пазар, нема народ, само стари са по пазари, стар човек не еде, младије човек еде. Без работица, без парица, секој иска да јаде и да се однесе на децата дома, ама нема пари. Суштина секоја година имаме намалување, знаеме дека имаме одселување од Малешевијата и фали некои луѓе. Факт е тоа дека и намалени побарувачката на јајцата, ама за тоа што ги нема луѓето, не за тоа што не купуваат. Граѓаните на Берово велат дека пазарот е прескап. За една просечна кошница за 4 члено семејство од джеб треба да издвоите од 1000 до 3000 денари, што повеќето беровчани не можат да си го дозволат поради ниските плати и пензии. Поскап е пазар, посебно се гледа дека е поскап. Нормално дека влијае на стандард на граѓаните и луѓето сигурно дека абстенираат да купат се што им треба за дом. За една фамилија 4 члена, јас трошам некаде од 500 до 800 дена. Секој пазар. Па за нашата стада са скапи, ама па свеколпа не земјоделство ше помое скапи. Еден просечен пазар па треба највеќе да имаш денеска и ледарка мисля да се е малку. Да мисля да вземеш се од ово што треба. За македонски услови пазарот е многу скап. Според години е поскап пазарот. И станува още поскап. Па мисля дека му треба 3000 денари. 2500 тука негде. Да еден пазар искако 2000 денари не може човек да се отиде дома за една недела. А 4 пазари по 2000-8000 струја, вода, со што ти ги плати? Целе пазари е родина да се однесе за цела недела, се, од се по нечто. Скапо е спрема пензиите, спрема тие работи. За луѓето што продава не е скапо, за нас е скапо.
Производителите и препродавачите на зеленчук и овошје, покрај слабата куповна моќ на беровчани, се жалат и на високите цени за плаќање на тезгите, кои се најскапи во источниот регион, и лошите услови на градскиот пазар, каде нивната роба е изложена на кал и дожд, тезгите се во лоша состојба и непокриени, па за да не ја враќаат робата дома и да имаат нешто ќар пред заминување, ја даваат по пониска цена. Да, ги го дава, зашто поштук некој да не говориш доволно. Говориш да се расипат. Како кошта, например, 20, даш ги за 10. Многу скапа. Берово моментално е многу скапа. Нема добри услови за работа, кал блацаме, бетон, кава е калишча, значи робата ти е подложена на многу лошо услови за работа у Берово, а најскапа по високиот дел од Македонија Балтар. Најскап Балтар по високиот Македонија е Берово. Јас сега не плаќам околу 6000 дена да ми спада на мене месечно. За 4 пазара 6000 дена. А например у Глобалу Струмица, еден прост пример, Глобалу Струмица е 4000 денара секој ден пазари на затворена просторија. Се жалат и едните и другите. Земјоделците очекуваат поголема куповна моќ, за да можат барем малку како што велат да си ја исплатат маката и вложениот труд. Беровчани пак бараат производи со пониски цени затоа што само така можат да врзат крај со крај во месецот. Некои луѓе влегуваат со празни корпи и излегуваат со празни корпи.